Вести во 18 часот. Добар ден. Еве го денот преку најбитните наслови. Уапсен екс-председателот на ФФМ Илчо Ѓоргиевски се сомничи за финансиска проневера од речиси 3 милиони евра. Утре стартуваат разговорите за владината реконструкција. Премиерот со јасна порака дека нема да толерира занес. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Филипче со обвинувања до власта дека го кочи европскиот пат. Политичка волја да се продолжи европскиот пат едноставно не постои. Преговарачката рамка е чиста, а идентитетот не е загрозен, тврди опозицијскиот лидер. На секој 2 дена нов случај на врсничко насилство во училиштата. Податоците го вклучија алармот. Власта најавува нов пристап за спречување на насилствата. Детето мора да биде препознаено, слушнато и заштитено на време. САД и Иран потпишаа меморандум за примирје. Ормудскиот теснец отворен за пловидба. Преку фиктивни фактури проневериле речиси 3 милиони евра во Фудбалската федерација. Во акција на МВР и ОЈОГОК уапсени се 18 лица. Меѓу нив и екс-председателот на федерацијата Илчо Ѓоргиевски, а во малверзациите бил вклучен и Муамед Сейдини, кој е веќе во притвор за друго кривично дело. За 10 од приведените се бара притвор, додека 5 се недостапни за органите на прогонот. Се сомничат за проневера во службата и за перење пари. Дејан Трајковски со детали. Акција приведувања и сомнеж за проневера на речиси 3 милиони евра во Фудбалската федерација на Македонија. Обвинителството отвори истрага против 18 физички и 8 правни лица, меѓу кои поранешните председатели на ФФМ Илчо Ѓоргиевски и Муамед Сейдини. Во координираната акција на ОЈОГОК, МВР и финансиската полиција денеска беа приведени 12 лица, додека 5 се недостапни. За 10 лица ќе биде побаран притвор, а за 7 мерки на предпазливост. Сейдини веќе се наоѓа во притвор во друга постапка. Според истрагата, Ѓоргиевски во периодот од 2015 до јули 2018 година, заедно со раководителката на финансии, присвоил над 2 милиони евра, додека Сейдини од јули 2018 до октомври 2019 година уште околу 870.000 евра. Обвинителството се сомнева дека парите били извлекувани преку исплати кон компании врз основа на фиктивни фактури, а потоа преку сметководствени манипулации биле прикривани трагите за нивното трошење. Двајцата осомничени председатели на ФФМ во различни временски периоди, иако биле должни да обезбедат законито, економично, наменско и транспарентно користење на финансиските средства и да вршат контрола над финансиското работење на федерацијата, одобриле и потпишале околу 728 налози за исплата доставени од страна на осомничената раководителка. Со тоа возможеле исплата на парични средства без целосна и валидна финансиска документација и без претходна проверка на основаноста и намената на исплатите, постапувајќи спротив на член 92 од статутот на ФФМ и член 6 од правилникот за организација на ФФМ. Тие предизвикале штета на Фудбалската федерација на Македонија во вкупен износ од 180 милиони 802.365 денари. Состави детали по денешната акција се огласи од Фудбалската федерација. Осомничената раководителка изготвувала налози за исплата кои биле доставувани до одговорните лица во ФФМ за одобрување и потпишување. На овој начин на ФФМ и била причината штета во наведениот износ, додека правните лица се стекнале со противправна имотна корист. Потоа средствата прибавени со кривичното дело биле примани, раситнувани, пуштани во оптек и користени во финансискиот промет со цел прикривање на нивното незаконско потекло. Велат од ФФМ, под истрага се и повеќе сопственици управители на компании осомничени за перење пари и прикривање на потекло на средствата. Крај за дивењето со тротинети. Се најавуваат построги казни и зголемување на старосната граница. Незаконито управување по тројца на тротинет, по двајца без кацигли.
Нема пазарење за идентитетот. Брисел да даде јасни гаранции дека нема да има нови билатерални услови, порача премиерот Мицкоски од партискиот роден ден на ВМРО ДПМН. Од Струмица тој најави проветрување во владините ешалони и смета дека дел од министрите и директорите се занеле на функциите. Има и такви на кои според Мицкоски фотелјата им станала помила од контактот со народот. Повеќе детали има Јана Јосифовска. Мојата визија е Македонија да стане држава на можности, а не на изговори. Незиното место е на масата во Брисел, но нема пазарење и отстапки за македонскиот идентитет и тоа е црвената линија, порача председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во говорот на 36-тиот партиски роден ден, што се одржа во Струмица. Тој ја обвини поранешната власт дека со своите политики нанела сериозна штета на државата и на незиниот пат кон ЕУ. Мицкоски упати порака до европските институции дека очекува јасни гаранции дека нема да има нови билатерални условувања и потврда за македонските идентитетски обележја како неспорен факт. Осврнувајќи се на спорот со Бугарија, Мицкоски повторно повика Софија да ги спроведе пресудите од судот во Страсбур за регистрација на македонски здруженија таму. Ни велат дека ова било последно, дека немало да има повеќе вакви. Тогаш ајде сите гласно да испратиме порака до тие што ни велат. Донесете заклучок дека нема повеќе билатерални прашања, дека е константа и факт македонскиот многовековен идентитет, култура, традиција, обичаи, јазик. И дека нема повеќе никој да ја отвора таа тема. Нема цена, нема слава, нема моќ која што може да ме убеди дека без овие работи ќе прифатиме било што. Ова е нашата црвена линија. Сите треба да не слушаат гласно и јасно. Нема пазарење со идентитетот наш македонски. Доста беше. Во обемниот говор, Мицкоски се осврна и на предстојната реконструкција на владата и најави промени во ешалоните на власта, поради забележани слабости во работата. Без да прецизира од кого не е задоволен, но со индиректна порака посочи дека дел од функционерите се одвоиле од граѓаните и станале недостапни, а сите отстапувања, како што рече, ќе бидат нотирани и санкционирани. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Заборавија од каде дојдовме и како започнавме. И ова е порака дека нема да има толерирање на занес во привилегиите што ги нуди власта. Ние сме овде да му служиме на народот. Чистиот образ тешко се одржува, а лесно се губи. Кога јас можам да одговарам во текот на денот на стотици луѓе, на пораки, може би ќе задоцнам по некој ден, може секој тоа да го прави. И секој заслужува одговор. И нема изговор, овој 100 пати би пратил, 101 ќе одговорите. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Околу полемиките во јавноста дали власта соработува со одредени опозиционери, лидерот на ВМРО ДПМН порача дека компромиси со криминалот нема да има. Според Мицкоски, опозицијата се плаши од предвремени избори, порачувајќи и да внимава што посакува, бидејќи, како што кажа, може да им се оствари, а ВМРО ДПМН, вели тој, е подготвена за секој сценарио. Опозицијскиот лидер Филипче смета дека граѓаните не треба да подклекнуваат на популистички говори, дека македонскиот идентитет е загрозен на европскиот пат. Според него немало политичка волја за продолжување на евроинтеграциите, а извештајот за Македонија на Европарламентот јасно и недвосмислено го потврдува тоа. Уште еднаш порача дека СДСМ немало да биде алиби за предвремени избори. Афродита Рамос.
Извештајот за Македонија на Европарламентот јасно и недвосмислено покажува дека нема напредок во евроинтеграциите, оцени лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој упати апел до граѓаните да не подклекнуваат како што изјави пред популистички говори дека македонскиот идентитет е загрозен на европскиот пат. Според Филипче, барањата за гаранција од ЕУ кои ги побара премиерот се легитимни, но ова вели не е начинот тие да се остварат. Европскиот парламент јасно порачува дека реформите не се спроведуваат, а политичка волја да се продолжи европскиот пат едноставно не постои. Зошто е тоа така? Па премиерот јасно и јавно кажува: нема да одиме напред кон Европа. Игра на емоцијата на луѓето ги заплашува и додека во Брисел зборува за реформи, тука на луѓето им кажува дека тоа е предавство. Ние имаме право да бидеме во европското семејство, затоа што заслужуваме да бидеме таму. И затоа што ништо не е загрозено на патот кон Европа. Ниту може да биде. Во однос на изгласаните амандмани доставени од бугарските европратеници, кои се однесуваат на опипливи резултати од работата на Историската комисија и спроведување на договорот за добрососедство, а кој веќе се составен дел на изгласаниот извештај, Филипче одговори дека ова се веќе превземени обврски од наша страна, кои мора да се испочитуваат и уверува дека тие не може да бидат основа за евентуална идна блокада. Каде што се преземаат обврски да се почитуваат и договорите за меѓусоседство и да се охрабри да работи Историската комисија, што не е услов формален, официјален, да биде после утре предмет на блокада на евроинтегративниот пат, е нешто што го говориме цело време. Имаме чиста преговарачка рамка, во рамките на тоа треба да се почитуваат малцинските права, затоа бугарите треба да влезат во Уставот како едно малцинство од многуте, покрај хрватите и така натаму, и понатаму Историската комисија која што треба да си работи, и која што не е нешто ново. Многу земји имале такви историски комисии. Филипче обвини дека на македонската економија и се заканува колапс, а празниот буџет, како што изјави, е мотив на власта за евентуални предвремени избори, додека СДСМ во случајот се користи како алиби. А бугарскиот премиер Румен Радев препознава омекнување на позициите на дел од европските лидери за спорот со Македонија. Ги повтори позициите на официјална Софија и порача дека не гледа простор за средба со македонскиот премиер Мицкоски. Михајло Видимлиски има повеќе. Бугарскиот премиер Румен Радев гледа омекнување на позициите на европските лидери во однос на Македонија, споменувајќи го самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Радев изјави дека редица европски лидери се колебале околу преговарачката рамка, вметнувањето на бугарите во уставот и спроведувањето на вториот протокол од договорот за добрососедство. Односно, вели тој ќе мора да ги убедува дека Скопје има обврска да го исполни договореното со консензусот од 2022 година. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. Изјавата на Радев доаѓа ден откако во Европскиот парламент помина извештајот за напредокот на Македонија. Речи дека не гледа простор за средба со македонскиот премиер Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашање во врска со палењето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје, откако претходно тврдеше дека македонското политичко раководство прави се што е можно да го одложи членството на земјава во Европската унија. Инаку во финалниот текст на извештајот кој беше изгласан со 411 гласа, не помина обидот за целосно бришање на ставот 73 од текстот на резолуцијата, односно во финалната верзија останува вториот протокол од договорот со Бугарија, барањето Историската комисија да постигне јасни и опипливи резултати. Во извештајот се потенцира дека уставните измени остануваат главниот услов за отворање на првиот преговарачки кластер.
Во собранието на дневен ред опозицијски пратенички прашања. Во фокусот беше образованието. Власта тврди дека со оптимизацијата на училишната мрежа нема да има отпуштање на наставниците, туку само прераспределување на часовите. Опозицијските пратеници бараа на нивните прашања да одговараат министрите, а не нивните заменици. Детали од Андријана Лазова-Божиновска. Зошто Министерството за образование се одлучува за оптимизација? Дали ќе има наставници кои ќе станат технолошки вишок? Прашуваат од СДСМ на седницата за опозицијски пратенички прашања. Вела дека Министерството имало лоша стратегија за кадрите, кои според нив самите стравувале дека ќе останат без потребниот фонд на часови, а со тоа ќе им се намалеле и платите. Министерката Јаневска уверува дека отпуштање од работа нема да има, туку е планирано само прераспределување на часовите. Дали Министерството за образование и наука има изработено точна, сеопфатна, јавно достапна анализа за последиците од оптимизацијата, односно колку наставници на ниво на целата држава ќе бидат технолошки вишок, колку мина ќе останат со намален фонд на часови и колкав ќе биде финансискиот ефект врз нивните месечни примања. Ако немате одговор на овие две прашања, тогаш немате план. А ако немате план, тогаш ова не е оптимизација, туку е уште една ваша неуспешна реформска активност во долгата низа на неуспеси по кои што ќе ве паметат. Не станува збор за отпуштање на наставници. Станува збор за прераспределување на часовите за сите да имаат оптимален број. Дополнително, 5 години велам дека треба едносменска и целодневна настава. И вие ја поддржувате, за да може 20 наставници да работат во едно оделение. Еве бирото е на терен да ги обучи како треба. Од опозицијските пратенички групи реагира зошто дел од министрите на кои најавиле дека ќе им постават прашања не дошле на седницата или ги испратиле нивните заменици. Од владеачката партија пак одговорија дека се злоупотребувал концептот за опозицијски прашања. Ќе си играме до вечер злоупотреба на институтот пратенички прашања. Жалам, затоа што луѓето одвоиле 2 часа од своето време за испланираното по усвојувањето на дневниот ред. Да бидат тука, сите беа тука. Ние во ниту еден момент не сакаме да расипиме работата на собранието, бидејќи не сме деструктивни пратеници. Јас моето процедурално 1 час пауза барав, бидејќи заменик премиерот Беким Сали беше известен дека јас конкретно лично ќе му поставам прашање. Во фокусот на пратеничките прашања беа платите во Министерството за одбрана, надворешната политика и културата, но поголемиот дел од пратениците одлучија одговорите на нивните прашања да ги добијат писмено од министрите кои не беа присутни. Се подготвуваат законски измени за регулирање на користењето електрични тротинети со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот, најави министерот за внатрешни Панче Тошковски. Тој потенцираше дека ќе се заострува казнената политика и регулативата во делот на управување со електрични тротинети, преку измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Имаме заострување на казнена политика и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите, заради тоа што статистиката, бројките, повредите, сообраќајните несреќи предизвикани од страна на оние кои што управуваат електрични тротинети, незаконито управување по тројца на тротинет, по двајца, без кациги, без никакви правила, онака како што сме научени во минатото да се функционираме, но истина доведува до сериозни последици. И бројките се најлоши, да кажам, во делот на младата популација, најголем број на сообраќајни несреќи предизвикани со тротинети се случуваат до 17-18 години. Ќе има ли промени на сметките за струја, откако ЕСМ од следната година повеќе нема целосно да ги покрива потребите на универзалниот снабдувач? Министерката за енергетика уверува дека новите законски решенија не значат поскапување на електричната енергија, а најавува и можност за преиспитување на блок тарифите. Во меѓувреме Македонија бележи раст на обновливите извори на енергија. Маја Стојановска со повеќе детали. Од следната година АДСМ
нема целосно да ги покрива потребите со електрична енергија на универзалниот снабдувач. Согласно новиот закон за енергетика, уделот на струја што ќе го испорачува ЕСМ ќе биде ограничен на 70%, наместо досегашните 100%. Министерката за енергетика Сања Божиновска објасни дека ова е последен чекор од исполнување на реформската агенда во енергетскиот сектор, но и дека тоа не значи поскапување на струјата. Според неа, поради пониските берзански цени на електричната енергија и зголеминото производство од обновливи извори не очекува раст на цената на струјата. Министерството за енергетика ќе се заложи за евентуално укинување на блок тарифите, но сепак, како што изјави Божиновска, конечната одлука е во надлежност на регулаторната комисија за енергетика. Ако ги гледаме цените како се нула во овој период и колку многу има повеќе електрична енергија и дека веќе Грција извезува, јас мислам дека може да се очекува намалување на овие цени, меѓутоа тоа е сепак берза, што значи на берза може да има и скокови и падови, меѓутоа некој тренд е дека сега има многу ниски цени и нули. Регулаторната комисија за енергетика е одговорна за блоковите, они ги дефинираат, они прават истражување и што се случува. Ако не повикаат, ние секако ќе дадеме наше мислење, меѓутоа целта е една единствена, граѓаните да имаат пониски сметки. Божиновски истакна дека минатата година Македонија била над европскиот просек, односно околу 58% од инсталираните капацитети се од обновливи извори. Таа очекува овој тренд да продолжи во следниот период, бидејќи најавниот повик за изградба на енергетски објекти за 2027 година. До почетокот на месецов пристигнале над 800 иницијативи од приватни компании и институции. Божиновска на брифингот со медиумите соопшти дека до Министерството пристигнало решението од Државниот завод за индустријска сопственост, со кое и официјално се заштитува македонскиот рубин, како наш уникатен полускапоцен камен, со што добива статус на заштитено национално минерално наследство. Семејното и врсничкото насилство земаат замав. За само една година бројот на пријавите за семејно насилство е зголемен за 67%, а во пораст е и насилството меѓу учениците. Надлежните најавуваат нови мерки и обуки во училиштата за рано препознавање и превенција на насилството. Според психолозите, агресивното однесување кај децата е последица на доживеано семејно насилство. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. За 67% се зголемиле пријавите за семејно насилство во МВР за само една година. 768 кривични дела поврзани со семејно насилство се регистрирани во периодот од почетокот на оваа година до крајот на мај, наспроти минатата година кога имало 460 пријави, објави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. И врсничкото насилство е во подем. За претходната учебна година евидентирани се 93 пријави на насилства во 64 училишта. По брза постапка поднесени се 62 пријави, при што за 37 лица е одредена мерка притвор, а за 39 мерки на предпазливост. Само во првите 2 недели на јуни веќе се регистрирани 89 нови кривични дела за семејно насилство. Министерката за образование Весна Јаневска го најави проектот Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем. Детето мора да биде препознаено, слушнато и заштитено на време. Практично, ориентираната програма за обука, која ќе опфати современи психоедукативни пристапи, ја подготви Комората на психолози, за што сум ми многу благодарна. Дали сме министри или не сме, до последниот атом треба да бидиме за да ги спречиме ваквите случаеви, не да се бавиме со тоа кој ќе биде иден министер на колку биле и колку прошле и колку ќе има министри овде, се ќе зависи кој трак оставевме ние. Од Комората на психолози објаснија дека агресивното однесување доаѓа како последица од доживеана болка и насилство. Опасно станува кога не се работи на овој проблем, кој може да продолжи со насилство и во следните генерации. Децата кои растат во средина каде што конфликтите се решаваат со страв, со закан или со физичка сила, може да го прифатат насилството како научен модел за решавање на сопствените конфликти.
И ова е така наречен процес на трансгенерацијски пренос на насилство. Од следната недела ќе започнат обуки за училишните психолози, педагози и социјални работници во основното образование, со цел да се препознаат децата кои се жртви на насилство и навремено да се превземат соодветни мерки. Само интервју на Горан Минчев во продолжение на Канал 5. Со вас за кратко е Гоце Михајловски. Пријатна вечер.